Добро. Добар ден на сите присутни, советници и гости. Ја да отварам 49-та редовна седница на Советот на општина Чешиново Облешово. Дневниот ред го имате, записникот го имате. Прво, дали има некој забелешка на записникот? Повели Сане? Значи, до сега скоро секогаш реагирав на забелешки на записникот од претходната седница, бидејќи ако не реагирав, односно гласам за записникот, ќе бидам согласен за веродостојноста на истиот, иако не е веродостоен. Бидејќи седниците се јавно достапни за гледање на каналот YouTube и секој што го интересира може да погледне кој за што и како дискутира. Јас во иднина ќе се воздржам за дискусија на забелешките на записникот од претходната седница, иако во иднина не се подобри релевантноста на записникот, јас ќе гласам воздржано или против. Исто така, потенцирам да луѓето одговорни за реализација на снимањето преку YouTube да не се осмелуваат да има цензура, одно сврлување на кадри од седницата, се до означување на председавачот на Советот дека седницата е завршена. Кога сам веќе тука кај YouTube, дали сега, може и сега, ме интересира зошто на YouTube ја нема 48 седница, но сега слушам дека ја има, а вчера до 18 часот ја немаше, погледна, ја нема, сега слушам дека ја има. И ме интересира зошто нема директно на YouTube, иако преку UNDP представниците кажаа дека седниците ќе се пренасат директно. И за тоа време веќе поминаа 3 седници и уште нема директен пренос и за тоа време би требало да се отклонат техничките проблеми. Ако продолжи вака, јас ќе бидам принуден да ги известам представниците на UNDP за ваквата состојба кои го финансира овој проект за пренос преку YouTube. Но се плашам немој да ни ја земат опремата. Добро, благодарам. Некој друг дали има забелешка на записник од минатата седница? Нема, ставам го записникот на освојување. Кој е за? Благодарам. 9 за. 2 се отсна. Дневниот ред го имате. Да, прво. Како прва точка ќе ставим. Како прва точка и? Добро. Значи, сега имаме представник од UNDP, како прва точка или расправа, не мора да го ставаме на точка, и пред усвојувањето да разговараме со представникот од UNDP да каже и он негови забелешки, негови планови и така. Повели Зоки. Почитувам председателе, почитувани советници, почитувани директори, представници од институциите во општина Чешиново Облешово. Ми представува задоволство да дојдам и да присуствувам на официјална седница на Советот на општина Чешиново, Чешиново Облешево, уште повеќе што и седницата треба да се пренесува во живо и исто така и ќе има и на YouTube каналот. Целта на мојата посета беше по одреден период да лично да ве сретнам, да продискутирам со вас, да размениме информации во однос на активностите кои што беа превземени, понатаму да добијам повратни информации од вас за корисноста, нивото на корисност на поминатите обуки и алатките што ги имаше, меѓутоа исто така да ве поттикнам за едно по-големо и подлабоко користење на електронските алатки, односно електронските платформи. Најпрво електронската платформа
за учење, каде што се поставени материјалите кои што ги користевме при спроведувањето на обуките на работно место, понатаму да поттикнем оние советници и представници од општинска администрација кои што не учествуваа на сите или на дел од обуките, да ги поттикнем да отворат електронската платформа за учење, да ги разгледаат алатките, да пристапат кон материјалите, исто така доколку постои интерес и има интерактивен курс каде што ќе може да одговорат на прашања и системот автоматски ќе им генерира сертификат. Сертификатот верувам дека ќе биде добре дојден и за секој поединец лично, меѓутоа и во контекст на политичката кариера, сегашна или идна. Понатаму, она што исто така сакам да го поттикнам е поголемото користење на електронската платформа каде што се постави на на финансиските индикатори, општински индикатори МК и има финансиски индикатори за преку 55 општини, вклучително и за општина Чешиново. Облешево, финансиските индикатори ви се лесно достапни, лесно може да ги користите и да во контекст на секоја седница да ги користите информациите кои што се таму пласирани. Она што дополнително сакам да го поттикнам за размислување, повеќе пати го дискутиравме во текот на спроведувањето на обуките, има една можност, една алатка која што се уште ви стои на располагање, а тоа е менторство за изработка на определени алатки, интерни акти, процедури, некои насоки за постапување од области кои што вам ви се од интерес. Области, првенствено модулите што ги опфаќа, они 11 модули, почнувајќи од добро управување, преку финансиските модули, завршувајќи со зазеленување и заштита од поплави. Зборувам за сите тие области, да најдете нешто специфично. Имаме тим од UNDP на располагање, кој што во соработка со општинската администрација и во соработка со заинтересирани советници може да изработи некој интерен акт, процедура, некоја малечка стратегија или насоки за постапување од области. Ова ви го кажувам како идеја, како поттик за размислување. Повторно би се сретнали или би искомуницирале првенствено со председателот на совет и со градоначалникот, а понатаму кога ќе се договориме за нешто што вие заедно со администрацијата и градоначалникот би било од интерес, ќе обезбедиме луѓе кои што сето тоа во соработка со вас ќе го направат, меѓутоа да биде нешто вистинско, нешто опипливо и нешто што ќе биде од корист. Јас ви нафрлив неколку теми и идеи, сепак е ова седница на совет и не би сакал многу детално да зборувам и да го монополизирам просторот, би дискутирале подетално по завршувањето на седницата на совет или дополнително од понеделник. Мило ми е што ве гледам, да повторам, мило ми е што ве гледам тука сите заедно, мило ми е што имав можност вчера конкретно да изгледам една седница на совет, 48-та, ја гледав на секвенци и верувам дека овие алатки ќе бидат корисни и за вас, меѓутоа и за граѓаните во функција на поттикнување на транспарентност и отчетноста на општината. Благодарам. Благодарам, Зоран. Некој од присутните од советниците дали има прашање до представникот од UNDP? Некој објаснување или информација? Нема. Ви се заблагодарувам. Може да присуствувате на седницата, како ви е планот, така? Ќе останам малку, за да го видам текот, а понатаму имам уште... Ќе останам накратко, да го видам текот на одвивањето на седницата, а понатаму имам исто вакви средби во неколку други општини во источниот дел од Македонија. Благодарам. Благодарам. Продолжуваме натаму. Значи, дневниот ред го имате. Има тука материјал за дополнување на дневниот ред. Сега за ово предлого за 3 точки или да се предложи плюс материјалот што го има? Да. За 3 точки. Значи,
издавање за финансиска помош. Ова е измена, технички дел на одлуката по насоки на Министерство за финанси, измени на годишен план за вработување и одлука за формирање на Совет за социјална заштита. Добро. Имате ги материјалите за за допуна дневниот ред. Дали има некој коментар и предлог околу дневниот ред? Повели Сане? Значи, годишниот план за вработување, ја не знам зошто е сега вставено на седница, не е тоа некоја итна измена, можела и на претходната седница или последето. Јас уопште не сум го разгледал тоа сега, не знам за што се работи. Значи, јас предлагам тоа за следна седница да биде и немам појма за што се поднася. И на претходни точки што имало, што нема материјали, јас сум воздржан за овој случај сум да се иземе оваа точка за следна седница. У интерес тоа што го зборам, не е хитно. Ево, јас мислеше дали да поставаме на значи предлогот мој за да се иземе точката за следна седница, а имам едно друго точка на дневен ред. Може да се протолкува како дека мора е хитна. Не е хитно, него би било потребно. Имам најава од градоначалник на италијанска општина Кастењоле, ќе доаѓа да 24 март у Штип и изразил желба да нашата општина да се побратиме со општина Кастењоле. Значи, мислеше дали да реагирам на ова, дали би можеле ние тоа да го изведеме, тука оставаме на членове на Совета, на градоначалник, на општинска администрација, дали тоа можеме ние да го реализираме со оглед на тоа дека у таа општина постоја голем број на наши жители македонци од Кочанскиот дел у општина Кастењоле. Може да даде и видување и председавача на Совет, и он у тај дел бил на привремена работа и пред се оставам, значи, на нас дали да прифанеме тај предлог и да тераме постапка за понатаму. Добро, благодарам. Значи сега да се иземе годишен план за вработување, а другите две точки што беа дополнети. Може, повели градоначалник. Ви благодарам, председател. Советник, околу измената на годишниот план за вработување, да, навистина интервентно, меѓутоа нема никаква измена во однос на број места, дури има и на техникалија што не е наведена околу едно место. Знаете самите дека самиот ресор имаше прегрупација, знаете дека е поделено на два дела, така што од тоа произлегуваа некои препораки што ние моравме да го усогласиме тој годишен план што го лани донесовме. Знаете дека на крајот од годината, тоа е септември, октомври, го донесуваме годишниот план за вработување, меѓутоа ова е само усогласување со препораките од самиот ресор. Значи, мораме да одеме по таа матрица и методологија кој што тие ни го на нас наложуваат. А самите знаете дека тековно веќе, мислам, у завршна фаза е оглас, по кој најдовме, после толку истражување на пазарот на трудот, најдовме човек кој веќе ќе се нафати да дојде да работи како градежен инспектор. Јас се надевам дека ќе ги помине сите неопходни филтри за да можеме, јас се надевам од следниот месец веќе да имаме ставено во функција на располагање на општината. Значи, ние сме должни како општина
како администрација, тоест јас пред се како градоначалник, за да се усогласам на законските регулативи. Ако што можете да видите дека нема ништо ново, ние ги стававме сите слободни места, меѓутоа со таа тенденција на откажување од колегите и заминување во други институции, што приватно, што државен сектор, ние мораме да бидеме спремни во секое време за да можеме да одговориме на потребите спрема вработувањето. Иако знаете дека до ден денес сме неекипирани, поготово во одделението за урбанизам. Друга работа е што ние навистина треба да размислиме околу старите вработени лица кои што имаат стварно навистина имаат работен стаж од некои си 15-20 години, ние не можеме да ги оставиме да бидат цело време на таа позиција. Многу е нормално дека на секој човек му треба мотивација за да го даде све целокупниот потенцијал со кој располага во делот кој што е ангажиран во нашата општина. И од таа причина мораме да пристапаме, значи пак ќе повторам и ќе завршам, не е ништо ново не е, само усогласување и ради тоа е дадено како дополнување, да беше сеќавате дека пракса е, цело време инсистирав при донесување и разгледување на годишен план за вработување, претходно треба комисиски да се разгледа, па со ваши предлози, сугестии и прашања, за да можеме заеднички да седнеме како состав, да седнеме да разговараме и да се уклопиме со сите тие конструктивни сугестии кои ги даваат. Ценам според мене дека у оваа форма нема и да биде одложено и да одржате комисија, што дека нема апсолутно никаква пречка за да не треба да се направи законско усогласување на самиот акт, правен акт. Ви благодарам. Благодарам, градоначалниче. Некој од советниците Слажана имаше. Ова ли Слажана? Благодарам. Сакав да прашам за поздрав е тоа што слушав градоначалникот дека нели и респект за вработените дека треба да има мотивација и сето тоа, но го поддржувам предлогот на советникот Сане Стојанов дека треба да има простор за разгледување, иако е изменена. Мислам, секако го имавме во годишниот план, сепак мислам дека треба да го разгледаме материјалот. Благодарам. Благодарам. Јас на една седница имам кажано тука и правнички граничалник е присутен дека такви материјали било какви да не се стават пред седница ако исклучува не е нешто хитно. Ако е нешто хитно нема проблем. Може да се разгледа, а инаку ова точка да се одложи за ја го исто поддржувам советникот Сане да се одложи за наредната седница. Јас само се плашам, процедурално ќе ми простите, само се плашам, немојте ако не го донесеме за да ни пропадне целиот процес во делот на ангажирањето сега што го имаме. Тековно затоа што они полагаат, Марија која полага? Петок, понеделник и петок. Немојте да се доведеме у ситуација за да ни биде, ти знаете дека и административната селекција помината, да бидеме во некоја си, тоа според мене е крајно неповолна ситуација, да биде поништен целиот оглас. Не само за еден, за неколку, а тоа значи финансиски реперкусии на самата општина. Знаете дека едно објавување во службен или во законски беше и во двојазичен, не чини околу 30.000 денари. Ја знаете под кои финансии работиме, финансиска состојба. Значи, само за тоа се плашам, инаку јас немам ништо против, затоа што и знаете дека веќе малте не 4 години се тука сме на оваа маса, знаете дека никош не сум бил претенциозен или настроен само да се вработува, значи барем е квалитет, не квантитет. И само таа причина и не е лошо, јас ќе ја викнам да ја повикаме Малинова за да може малце подетално и по-субтилно да ни ги објасне работите. И јас според мене сметам дека треба да помине само за да не се доведеме у таа ситуација, за да ги изгубиме и тие што веќе се волни да бидат ангажирани во нашата општина. Ви благодарам. Ајте, молам. Благодарам, градоначалниче. Ја мислам нема потреба на дополнско објаснување. Мислам нема потреба се да повикаш и
добро е. Советници, прво да видим дали ќе стаи на дневен ред, после ако стаи на дневен ред, тогаш може да се објаснува. Значи, една недела предходно материјалите беа, имаше време за една недела да се достават материјалите. Сега јас ги поддржувам советниците што тражат да се земе точката, наредната седница ќе се разгледа и не е нешто да избега. А ако ги изгубиме? Не може да ги изгубите. Не може да ги Тоа треба да... Не може за тоа има време, не е проблем. Секој си има Правна место и норматива треба да се- државен службеник положили си, тоа му важи лиценцата, не е тоа толку. Теко на оглас. значи, Гранчалче имате- ќе молам, познато ми на месето. Извини. Значи точката да се земе, другите точки да се стават и предлого на САНЕ за збртимување со Кастелјанланца да се стави точка. Така ли беше? Значи, да, има точка одлука за именува и дополнува одлука за извршување на буџет, тоа е за социјални помош се дава и предлог основање на Општински совет за социјална заштита. Тие две точки мислам дека може да се стават. Да. Дали има некој од советниците друг предлог? Нема, ставам го предлого на САНЕ за усвојување со иземење на таа точка, другите да бидат ставени допунски. Кој е за? Благодарам. Воздржани? Против? Нема. Добро, благодарам. Дневниот ред е усвоен со дополнителни 3 точки. Пријатно и на вас. Благодарам што не посетивте. Завршна сметка на градинката Звездички, имаме представник, директорката е тука. Кој вели директорке? Материјал имате? Ви благодарам. Така, имате материјал, сите сте го разгледале, па за да не одеме во интерес на времето ставка по ставка и по конта, значи повелете ако некој има нешто да праша, ви стом на располагање. Добро. Дали има некои прашање од советниците до директорката? Повели Сане? Па ја. Дали зголемувањето на расходите за плати, лани е било 1.700.000, оваа година 2.270.000, дали е како резултат на зголемување на платите или како зголемување на број на вработени? Број на вработени, значи тоа е истиот број, резултат е на зголемување на платите, за кој што не добивме дополнување на дотацијата, туку таа првичната која што ја имавме. Добро, друго. Конто Може? Може. Конто 423. Добро. Материјали сите на инвентар. Оваа година 759.000. 23-та било 1.120.000, 24-та 783. Значи, материјалите, уопште цените на материјалите скокнуваат, значи треба да биде уште поголема. На што се должи тоа намалување на ситниот материјал? Па тоа е согласно нашите приходи кои што ги имавме и од дотација, од самофинансирачка сметка. Значи, толку приходи, толку сме можеле да извршиме уплата. Исто 423, подолу 423-410 прехранбени продукти и пијалци. За оваа година 607, 2023 934.000, 24-та 668. Со оглед на тоа дека се зголемуваат цените, би требало да цената, сумата за прехранбените продукти да биде уште поголема за разлика од 2020 за ланската година 668.000. Точно, да, цените се зголемуваат, меѓутоа приходите наши од самофинансирачка сметка, како што кажав претходно, и дотацијата се исти. Ние во тој дел немаме зголемување, така да толку се биле можностите и толку имаме извршено уплата од 423 и претходните сметки. Збор ми беше да не се намалува квалитетот на храната. Не, квалитетот не се намалува, значи тоа си оде преку тендери, пак ќе кажам, значи толку се биле можностите и толку извршена уплата.
Добро, тоа е како знак дека менеджментот на детски градинки добро работи. После 424 на 424120 поправки одржување на товарни возила. Дали има товарно возило? Па пикапот се смета А, како товарно товарно, возило. не лесно товарно возило. Борат, јас мислеше на... Не е лесно во товарни возила спаѓа. Борат, добро. Истото има на 425 договорни услуги, 425630 испитување квалитет на вода. За 23-та 32.000, за 24-та 20.000, а сега 11.120. Намалување тука. Намалувањето од истите причини, значи приходите се тие, за тоа имаме за останат долг на крајот од годината, испитување на квалитетот на водата. Центарот за јавно здравје ни значи исклучуваме секоја година на почетокот на годината договор. Сега без разлика што и ние и училиштето користиме иста вода, трошоците се дупли и ние плаќаме за испитување, а ја користиме истата вода, исто и училиштето. Значи реагиравме, можда нема потреба од тоа, зашо да се дуплира. Сега јас плаќам 6000 денара и тие плаќат, истата вода ја користим. Така. И уште нешто и завршувам. Да. 427 привремени вработувања, оддолу повторно привремени вработување 1.898.247. Долу, дали не треба истата сума да биде? Па да, исто, ама само не е... Техничка? техничка грешка е, да. Значи 1.575 треба да биде 1.800.000. Да. Таму имам грешка направено, јас сега го забележав тоа. И таму имате намалување, значи за 24-та 2.300.000, сега имате 1.890.000. Имам и сега, значи останаа ми неплатени фактури кои што се префрлени во 25-та година. Пак ќе кажам, сето тоа се должи на малиот приход кој што го имаме и долгот ми се префрла во наредната година, кои што ќе бидат, се надевам, исплатени сега до крајот на истата. Реков уште тоа, уште едно нешто. Тука добри параметри на последната страна, обврска спрема на добавувачите на 31.12.24 година изнесува 2.600.000, а за ланската година било 1.004. Значи тука има зголемување. Па да, тоа е тоа што го зборам цело време, значи долгот се зголемува, затоа што приходите ни се мали и дотацијата не е мала, значи се трудиме колку можеме да исплатиме на добавувачите, а овој долг се префрли во 25-та и сега се надевам дека ќе имаме зголемување на дотацијата, за да може да го платиме и тој долг. Да, но тоа е 1.600.000 денара зголемена обврската. Па да, како што кажав на почеток, значи ние имаме зголемување на минимална плата, имаме зголемување на плата на крај на година за сите, а јас не добив ништо дополнување на буџетот. Од првичниот и автоматски, значи тие пари одат за друга намена, а долгот се остана. Добро, благодарам. Сане, некој друг дали има прашање до директорката на градинката? Нема. Ставаме завршна сметка на усвојување. Кој е за? Благодарам. Воздржани против? Нема. Сите се за 10. Сега втора точка. Завршна сметка на Основно училиште Климент Охридски Облешово. Имаме представник, директор е тука. Повели директоре. Благодарам. Имате доставено материјали во врска со прегледот за годишната сметка на буџетот на Општинско основно училиште Климент Охридски Облешово за 24-та година, разложено по конта и сметки, доколку има нејасноти во врска со целиот преглед, ќе одговориме на поединични прашања. Благодарам, директоре. Дали има некој прашање до директорот или до објаснување нешто да бара? Повели Сане. Ќе мора да се воздржам од зборање. Претходната година имаше доста материјали со
годишна сметка чисто јасно, но сега гледам дека нешто не ми е јасно во материјалите. На страна 2 да, има тука повеќе годишни насади, основно стадош. Тоа Са не би, добро. молим. Не, уред, тоа го пита исто. Добро, тоа е грешка, салдо треба мислам. Добро, не знам што е. Добро. 7 Ама и насади, повеќе годишни насади, стадо, викам и стварно не ми е јасно. Под број 7 директор е позиција, во основно стадо. Па немам појма. Салдо мислам треба да е нешто, или? Ама нема ништо ставено. Добро, празна е графата, можда е таков бил систем што ги принта позициите, нема бројки, ништо ставено. Да, нема ништо Не, ставено, не, само гледам дека нема ништо. Збор ми беше дека ево за Страшо Пинџур, значи ги има подетално тоа, јас уопште не гледам тука. Ето тоа го немам јас. Не, добро, нема проблем. Нема проблем. Исто само разложено на двете сметки, сметката и другата сметка. Немам ги. Попрегледно за разлика од овај материјал. Добро, сади завршили? Да. Благодарам. Некој друг дали од советниците бара повели Франческо? Прашањето ми е надвор од темата, ако може, до директорот. Мене ме интересира дали има воведено час од 5 до 8 оделение за танци и ора. Имам некои сознанија по другите школи дека има воведено. Како мислиш на час предвиден со настава Да. Тоа не. Ако како изборен предмет може да се изведува часови по танци и ора, мислам дека е во рамките на изборните предмети. И тоа мислам дека кај нас во училиштето не се изведуваат такви часови. Прашањето ми е поставено од дипломиран етнокореолог, пошто се малку, има неколку само, и поставиваме го прашањето и мало по другите школи воведено час, демека за редовна настава, не ми е јасно, за тоа прашувам. Не, таков час во редовна настава не постои. Може да биде само како изборен час, изберен од учениците, што ќе се изведува во наставата како изборни часови на слободни активности. А во рамките на нашето училиште постоje огранок на културниот ансамбл Китка од Истибања, кај што се изведуваат тренинзи, ама тоа е надвор од наставата. Добро, фала. Добро, благодарам. Некој друг од советниците дали бара збори или прашање до директорот до објаснување? Нема. Став го годишниот извештај на усвојување. Кој е за? Благодарам. Воздржани, против? Нема. Добро, директоре, благодариме. Сега иде Основно училиште Страшо Пинџур. Имаме представник од училиштето. Повели? Годишната сметка ви е доставена. Ако нешто ви интересира дополнително, Некој од студентите дали бара збор? Повели, Сане? На страна 2, дрва 42.12.20. За ланската година било 0, сега 68.000 денара. добро. И под него за предходната година е било 623.000, сега има намалување на 314.000. На што се должи тоа? Други материјали за грејење, тоа се пелети. Чешиново, Соколарци и Спанчево, затоплувањето е на парно на пелети. За тоа е распишена јавна набавка и е платен тај износ, а дрва останува само подрачното училиште во Ларци и е купувано само за нив. Дали лани Ларци не е... Лани не е набавувано во Ларци, затоа што од Спанчево што имаше останано од дрва, се пренесени во Ларци. Зборот ми, значи, 314.000, лани е било 623, тоа е намалување дупло, значи. Па така е било на пазар. Значи спроведувано јавни набавки и претходната година и последната година.
Исто и 464 трансфери при пензионирање. Лани Да, 0, да. сега многу веројатно имате пензионери што Да, ќе 325.000. Да, тоа е веќе исплатено, реализирано, неколку наставнички заминаа во пензија и се исплатеа 2 просечни плати. По наставник. И голема сума има, значи на последната страна 416.000 дена купување на училишен, 416. а лани е било 51.000, тоа е Тоа купувано Со 400 нешто лева. сигурно само за тековно, а тука е набавувано за во подрачното училиште во Чешиново училишен мебел за сите простории, 9 училници. Клупи, столови, Добре, шкафови, да. плакатчиња. исто голема разлика има на вкупната ревалоризирана набавна вредност на училишните згради изнесува 27 милиони, а лани е било 5 милиони. Па тоа се веќе книговодствени броеви што Енормна разлика е. После вкупната добро. 27, после пресметаната амортизација за оваа година 9 милиона 550, лани е било 3 милиона 500. Па најверојатно има и разлика во деловите кои се расходувани, најверојатно има. Викам ви, тоа е нешто што го изготвува книговодитело врз носот на податоците од што му се доставуваат. Веројатно го. Ево, лани оваа година 17 милиона, сега 2 милиона 423. За ланската година мислам. Тоа се со 15 милиона разлика. Многу голема разлика. Најверојатно е нешто што викам ви, тоа го изготвува книговодитело. Брат. Добро, благодарам. Некој друг од советниците дали има прашање до представникот од Основно училиште Страшов Пинџер Соколарци? Нема, ставам го. Ставаме завршна сметка на усвојување. Кој е за? Сане? Добро. Благодарам. Воздржани, против? Нема. Трета точка. Завршна годишни извештај за активности на ЈПКД Облешово. Четврта точка. Имаме представник тука од јавното предпријатие. Повели Игор. Годишниот извештај за активностите на комуналното предпријатие представува некој краток приказ на дејностите кои ги извршува предпријатието, со краток осврт на предизвиците и проблемите кои се случувале во текот на годината. Материјалот го имате, ако некои прашања имате во врска со тоа, не би ништо друго образложувал посебно. Дали од светниците некој има прашање до представник од јавното? Повели Сане? Кај нас поплака има, плаќаме одржување на гробишта, а кај нас се повеќе и повеќе се уништуваат гробиштата. Заградени се со мрежа, ние со наши средства ги заградуваме, и сега има некаде отвори и доваѓаат крави, не се наши, тие од други населени места доваѓаат и спомениците се испокршени. Значи, не да се одржуваат, се уште повеќе се амортизират. Исто има поплака тоа са бајле, водата за пиење е матна. Порано доваѓа да гледат исправноста на водата од Центарот за јавно здравје, сега неколку месеци не доваѓат. Да се испита тоа дали пиеме здрава вода и ако сум во грешка дека се испитува, се повлачам со изјавата. Повели Игор. Одржувањето на гробиштата често пати погрешно се сваќа од луѓето во очекување дека треба во рамките на таа дејност да се вршат и некои инфраструктурни вложувања кои тешко дека со овај буџет може да се спроведуваат. Тоа представува генерално одржување на некоја јавна хигиена на објектот како таков и се врши сезонски. Најчесто кога
во периодот кога вегетацијата е активна. Периодот пролет, есен. За настрана од ова редовно одржување, кога има некои барања за нешто, посебно некоја интервенција, во колку е во можноста, се излегува во пресред. Сега конкретно за овој проблем, веројатно, ако е изводливо тоа, може да се спроведе, да се заврши како такво. Што се несува до водата, не знам сега дека информацијата, не сум ја слушнал, меѓутоа случувало се и претходно. Не знам сега од кога е тоа заматување. Може. Значи, заматувањето порано имаше дефект пред 10 дена и предпоставуваме дека од тоа. И сега те се бајле кога да поаѓам навамо, имаше граѓани и вика на седница, вика тоа го изнеси дека водата е недобра. Значи има матна, гледа се добро, са малку да се стае доле на чашата и има матна вода. Затоа ми беше прашањето, затоа што кога беше дефекот, резервоар кога се испразна и кога дојде нанова вода, е логично дека се јавува таков проблем. Меѓутоа за сегашниот последниот период не би можел да кажам што е причината. Инаку што се однесува до анализите, тие се вршат редовно. Иако последните 2 месеци точно е дека не сум видел фактури да стигнуват, ниту па извештаи. Зошто е тоа така, не можам да кажам, треба да се види таму. Ние рачунаме дека се функционира редовно тоа, меѓутоа имаше некои информации дека е дојдено до прекин. Така да ќе се информираме и наша обврска е секој да се грижиме за безбедноста на исправноста на водата, а настрана од тоа ние си вршиме редовно хлорирање, пумпите за дозер пумпите за хлор дури беа и сменети во текот на претходната година и хлорирањето кое треба да е основната грижа за безбедноста на водата се врши секој редовно. Тоа. Добро. Дали некој од советниците има прашање до представникот од јавното? Нема, ставам го годишниот извештај на усвојување. Кој е за? Благодарам. Воздржани? Против? Нема. Точка 5. Завршна сметка на ЈПКД Облеш од 2024 година. Имате материјали? Дали некој има прашање до представникот од јавното? Нема, ставиме завршна сметка на усвојување. Кој е за? Благодарам. Воздржани? Против? Нема. Точка 6. Завршна сметка на буџетот на општина Тишина Облуче за 2024 година. Добро. Пријатно. Добар ден.
Имаме представник од финансии за завршната сметка. Повели Ивана. Значи, завршната сметка е направена. Знаете дека до 28 март е законскиот рок. Содржа си ги приходите и расходите, нема тука што да менеме, значи како е извршувањето на буџетот, така е и завршната правена, че нема промена у неја. Како е расходи, како е приходи, како е стигнувало, така е книжено и значи само технички работи се на крајот, нели, што треба да се формулира и направени се 15 завршни. Приходите са ни 132 милиона 115 217 планирани, извршени 122 348 507, тоа е консолидирани со градинки, со школи, со се. Расходите са ни планирани 132 115 217, извршени 121 607 003. Нешто, значи 15 завршни се, сите се поднесени до Централен регистар, до УЈП. Конкретно нешто, ако ве интересира, може да прашате, иначе глобално е тоа, значи приходите и расходите, извршувањето на буџетот фактички. Извршување на приходи, извршување на расходи. Добро, Ивана, Дали благодарам. конкретно имате за некоја ставка да прашате, да образложам што содржа таа ставка или немате? Дали приходи, дали расходи? Благодарам. Дали од советниците некој има прашање до представникот финансии? Повели Сане. Страна 11. Три точка од дополнителната, ова претходно беше пред Стефанија, донесе ги беа у материјалите. 3.1 побарувања. Состојба 31.12.24, вкупен износ 13 милиона. За 22 година било е 9 милиона. Значи зголемување. Општината си побарува. Зошто не се намалуваат тие побарувања? Веројатно ја да не сум грешка од по основ веројатно кирии, по основ што друго таму има, даноци. 22 9 милиона, сега 13. 23 било 9 милиона и 700, сега 13. Значи енормно зголемување. На што се должи тоа? Значи прво да се извинам, да кажам дека лани е било техничка грешка и не се биле 9 милиона, него се биле повеќе од 13 милиона. И знаеш дека ќе ме прашаш, пошто си го видев сега кога работи. Значи намалени се, за околу 500-600 илјади се намалени. Нема зголемување, него се намалени. Не знам, знаете и лани дека прв пат ја правив завршната, дека не ми е било толку се јасно што треба да се внесе, како да се внесе. Значи околу 500-600 илјади има намалување тука по овај основ. Че бројките ја читам. Знаем дека ќе ме прашаш. Има и други пред, ајде, добро. Да, тоа е. Добро. Зато, иначе нема зголемување. Знаете дека пред нова година почнавме со звонење, со опомени за фирмарини, околу 500.000 плюс има наплатено. Од тоа што претходните години е било пракса. Завршив? Да. Исто 3.1 обврски. На сега има во износ 16 милиона 691, за 2023 16 милиона 770. Значи, знаете, пред нова година кога го правивме, кога се го колешките правиле буџетот, дека имаше енормно намалување на приходите од страна на државата и имаме намалена рамка за планирање на нашите приходи. Значи, овие 3 месеца од 2 некако гледаме да исплатиме само тековните обврски. Знаете дека и на вас не ви е исплатено. Пракса е, значи, од претходните години дека до 15 април негде стаса порамнување некоја нивно со тие перформансите и дека ќе имаме плюс негде, планираме ги дека ќе ги добиеме околу 8 милиона, така да може тогајто повише да се раздужиме. Че перформансите ги обично у март гледат, до 15 април стаса допис од Министерството и веќе припремаме ребаланс за да можеме да се повеќе расчистиме.
Иначе сме сега скратени и приходите од ДДВ што спасуваат конкретно се само за трошоците, знаете, зимен период и струја, и плати, и ред други работи што имаме текови. И работите, да. Значи, од септември почнавме и вториот кредит ратата да ја плаќаме. Сега, февруари плативме едениот кредит, сега март имаме околу 600.000 втората рата од вториот кредит да ја платим. 3.1 Извори на средства и нивни вредности. Склучен договор за реализација на проектот изградба на пречистителна станица на фекална канализација во село Чифлик и фаза помеѓу Бирото за регионален развој и општината Чешиново Блешево на износ од 2 милиона денари кои ќе се реализираат во 2025 година. Во ланскиот извештај пишуваше дека ќе се реализира во 2024, сега во 2025. На што се должи тоа што се пролонгира? Може би за следното ќе биде во 2026. Граначалник ќе одговори на Знаете дека тоа. подпишуваме со Бирото за регионален развој, имавме подпишено договор за прва фаза за пречистителната станица у Чифлик. Парите се реализирани, меѓутоа ние кај нас има го као врска, а ние сме само крајни корисници како баш крајни корисници сме ние. Значи на нас не ни дават суопарно сума, меѓутоа ние треба да ги имаме предвидено како подпишан договор, правно нормативно гледано. Од друга пак страна знаете дека следната фаза ја најдеа ни забелешка, пошто ја тераме ја работиме, тоа се извирувам на фразата, ја работиме со Европска инвестициона банка и моравме да направиме радикални промени околу урбанистичкиот план, по-конкретно околу пристапот, и затоа има фирма ангажирана нова, баш и мимо тоа имаме и ревизиска куќа. Тоа ќе скока таму. Значи, ако утре у ребалансу погледнете дека околу тај момент дека ќе има предвидени уште средства, тоа се должи на таа работа. Дека ние мораме да се устроиме за да ги искористиме тие средства. Знаете дека и у службен весник се донесени, дека општина Чешиново Блешево има добиено средства, ама не суопарно, пак ќе кажам, туку можеме да ги користиме, а ќе ги користиме ако имаме исправна техничка документација. Договор ако се подпише, значи тоа не значи се пренесочува некош, не значи дека ќе бидат реализирани во истата година и затоа се пренесено салдо за следната година. А инако е завршено. Завршено е со тоа што не е Игор тука од комуналното, еден дел е депониран кај нас на чување, пошто се работи за електрична инсталација, не сум стручен и компетентен у тој дел. И имаше од проста предпазливост за да не бидеме предмет на вандализам. Гледате што се случува сега кај вас конкретно у Кучичино, и затоа таа е депонирана и е ставена со записник на чување, па кога ќе дојдеме у пристојна фаза ќе можеме истата да ја инсталираме и да ја монтираме. Ви благодарам. Благодарам, градоначалниче. Сане, повели дали имаш други прашања до представникот финансии? Не си досаден, шо? Од другите советници некој дали бара збор и објаснување за завршната сметка? Нема, ставаме завршната сметка на усвојување. Кој е за? Чека да изброиме. Ајде, дигнете рака кој сте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Славе, така ли? Воздржани? 2. Против? Уште еден не фале. Броја се. Добро, двајца. Да. Добро, 82. Воздржани 20. Добро, благодарам. Идеме на наредна точка. Годишни извештај за работа на општина Чешиново Блешево за 2024 година. Добро. Добро. Дали од советниците некој бара збор?
Не бара никој збор. Ставам го извештајот на усвојување. Кој е за? 2, 3, Стојанче? 4, 5, 6, 7, 8. Воздржани? 2. Против? Нема. Благодарам. Сега... За измена на одлуката за извршување на бюџетот, предостави Советот за социјално. Добро. Одлука за измена на извршување на буџетот. Одлуката има само таму технички работи што треба да се дополнат за еден службен весник и некои нивни таму зборови дополнување. Иначе одлуката како одлука се останува со бројните исти. Некој дали има прашање? Не, ставаме одлуката на усвојување. Кој е за? Благодарам. Воздржани? Против? Нема. Сите се за. Благодарам. Значи сега идеме... Чекай да дека стои. За основање на Совет за социјална заштита. Материјал имате сега ставено. Ако сте го разгледале, тоа е треба да се донесе заклучи, така ли деца? Одлука за основање на Совет. Да, одлука за основање на Совет. Согласно законот на член 142 од Закон за социјална Микрофона само остави на кај малку. Микрофон. Така. Согласно Закон за социјална заштита, Советот на општината треба да основа Совет за социјална заштита на предлог на градоначалникот. Мандатот на претходниот совет што беше веќе поминан и сега нели треба да се формира нов Совет за социјална заштита. Во материјалите имам приложено дел од Закон за социјална заштита, таму стои нели кои може да бидат ставени да членуваат во Советот за социјална заштита. Овие се предложените од Центар за социјална работа од Кочани и од Црвен крст. Ја ги побаравме со дописни ги одговорија и од нашите институции, од училиштето, од двете училишта се ставени психолого и педагого, од еден воспитувач од детската градинка како институција што врше социјална заштита од нашата општина, двајца представници од општинската администрација, јас и Жарко, тие што работиме најблиску до, мислам, некаде блиску што можеби повеќе сме запознаени со тој дел и двајца представници Орце и Слажина. Така сме ги ставили, ако имате можете да предложите и некој друг што може да биде член. Задачата на Советот за социјална заштита е да изготви план за социјална заштита, врз основа на кој ќе се донесува градоначалникот подоцна ќе изготвува програма за социјална заштита на годишно ниво. Планот за социјална заштита треба да биде план за подолг период, 3 до 4 години. Па обично да, 4 или 5 годишни се обично. Како еден стратешки документ врз основа на кој ќе работи во делот на социјалата општината. Добро, благодарам. Дали некој од советниците бара збор по оваа точка? Слажена ти слагаш да бидеш. Програмата е предлог на градоначалникот. Значи претходно пред да се изготви програма, потребно е нели да се изврши мапирање на територијата на општината, нели да се види кои постоечки социјални услуги ги постојат, ги има во нашата, кои се потребите на граѓаните и врз основа на тоа да се изготви еден план. Значи тоа е законска врска да на секоја општина. Мислам има законски рок. Па треба да се направи сега конкретно законски рок. Не треба да се изготви. Ние само како членови, така? Значи да. Планот што ќе се изготви може да се ревидира секоја наредна година и било кога нели членовите ќе мислат дека има потреба нешто да се смени во тој план. Некој од советниците дали бар збор по оваа точка? Не, ставиме точката на усвојување. Воздржани против нема, сите се за. Благодарам. Сега точката што предложи Сане за збртимување, уште таа остана, така ли? Барен да после.
Прво вие да завршиме по дневниот ред. Значи, за збратимување со Кастанјоле Ланца, тоа се вика таа општина во Италија, тоа доваѓа меѓу Алба и Асти, отприлика на сред пат некаде, поголеми места, кој е бил во Италија или кој е чул за Италија таму за тие места. Граничи со Неиве, со Булјето, така земјоделско место, занимаваат се со лозија, со винари, лешници, значи инаку богата општина. Тоа е, мислам, не би било штетно да се, уколку се размисли да се направи побратимување и за дело на општината може се поканат како представници. Тој като ги граначалникот требаше да биде да слушне сето ова. Тео граначалникот дојде. Сега граначалници расправаме по точката што предложи Сане за збратимување со Кастанјоле Ланца Италија. Сега кажав и малку објаснување од јас дека се наоѓа таа општина. Што е богата општина со занимаваат се со лозарство, винари, мислам преработка на вино, мислам производство и преработка на вино и лешници. Значи една од таму се у тај дел се сите богати општини. И тука од Кутчино има две фамилии, мислам беа таму, од Теранци има една фамилија, од сите места наши има таму што работат на превремена работа. Најмногу има од Видовиште, со друга општина, да не речем некоја бројка, можда 20% од моментално таму жителите што живеат се македонци. И тоа би било добар предлог. Од мене лично размислувам дека има поддршка и не би не коштало многу, можеби ич не би не коштало колку за денот на општината се поканат, после ако има шанса ние да идеме, ако не друг состав, после нека си иде или таму и да си иде, нема да има трошкови за хотели, има наши, има сигурно сместување, ќе има кои да отидат. Автобусите се ефтини за Италија, значи се е на место. Некој друг ако нешто има и други искуство и од советници и од присутните било кој може да коментира и граначалникот колку е запознаен нешто у таа ситуација. Може, директоре, повели. Иако не сум дел од своето му страв намерно за оваа точка за да дополнам неколку работи, значи јас сум бил таму во таа општина, во таа област, моите најблиски сестра ми и зет ми живеат таму во таа општина. И само ако ви значи како податок може да ви дам дека 1/3 од учениците кои што се таму во основно образование се македонци по потекло. Така да убава е приликата, што кажа Сане, дека е тука присутен граначалникот во Штип од таа општина да се воспостави некој линк и да се видат можностите колку ние како општина можеме таму да најдеме интерес да бидеме збратимена или да најдеме било каква соработка со таа општина. Има голем број на македонци, во секој случај ќе се најде можност и ќе има интерес сигурно од нивна страна да и тоа македонци кога зборам мислам на луѓе од овие околни места наши кои што таму опстојуват веќе со втора генерација на луѓе и мислам дека ќе најдеме можност за соработка со таа општина во секој поглед. Добро, благодарам директор. Ја мислам дека вашите беа у Неиве. А таму се едно до едно се тие близу. Да. Друг некој од советниците дали бара збор предлагачу? Нашата одлука не значи дека ние сме веќе побратимени. Ако се донесе оваа одлука или препорака, ќе им дадеме знак дека сме заинтересирани за побратимување. Како што реков, градоначалникот на Кастанјоле имал агенда за 24.3. во Штип. А идејата за побратимување е од самиот градоначалник на Кастанјоле. Значи, тука треба градоначалникот со помош на и директорите на училиштата, општинска администрација, дали ќе бидеме
во можност тоа да го реализираме. Во секој случај, значи, како што кажа и директорот на училиштето, 1/3 се македонци од овај крај нашиот, тука Кочанскиот дел, и веројатно ќе има бенефит и економски бенефит за нашата општина. Добро, благодарам советниче. Тука градоначалникот нека каже неговото мислење. Со Станко ќе нас се собереме, јас знаев доста добро италијански, сега како нешто сум малку забравил, па може да се да разговарам, да се разберам. Повели градоначалник, Немам нешто? коментари. Немам коментар. Добро. Значи, ова треба да донесеме одлука за контакти, за збртимување, со тоа што и градоначалникот, мислам, не и градоначалникот, туку градоначалникот треба да исто контактира, он да биде прв и да видиме што, како, што викаше еден комашин мој, што нудиш, да видиме што ќе испаде, мислам, предлози околу тие работи, ама сепак мислам дека ќе биде корисно. Треба ли да изгласаме оваа точка, да цели? Заклучок, ајде. Кој е за? Повели Сане. Ако оваа одлука се донесе или препорака, треба да стапиме во контакт со градоначалникот и веројатно ќе сака да дојде тука. Можеби градоначалникот наш нема да биде тука. Да најдеме заеднички јазик и со градоначалникот, јас пред се градоначалникот треба да даде зелено светло за ова. Што ние ако нанесеме тука одлука, а градоначалникот може да има набиена агенда, може да градоначалникот си има врски по Скопје, може да има други работи. Значи пред се сакам градоначалникот да изразе желба, а веројатно сака да изразе, ама веројатно има доста и обврски, го разбирам. И ние треба да стапиме во контакт. На 24 ако дојде, може да и 23 биде тука, 25 24 да дојде да види нашата општина. Добро, благодарам. Градоначалник, ти престојуваш да... Јас кажа дека немам коментари, значи Добро. треба да се испрашам. Ви благодарам на иницијативата, само тоа може да кажам. Че тука има протокол. Јас со две општини имам склучувано договор и како советник и сега како градоначалник. И јас ги знам тековните работи кои се. Да, иницијативата од ваша страна е добра, ви благодарам, пак ќе кажам и тоа ја не можам цврсто да кажам и да ветам дека да, тоа ќе се реализира. Да, ќе се обидиме, меѓутоа е се у оглед на ситуација и на неговата агенда која ќе има у Штип. Пак треба да размислам, треба да се слушнам и јас со градоначалникот на Штип. Може би не му дозволувам на него време или било што. Па тука има и со документи се има размена на меморандуми за соработка, па има официјално подпишување. Тоа не е туку така едноставно. Меѓутоа у секој случај е добро, да, ви благодарам и од таа причина не можам да коментирам ништо. Добро, благодарам градоначалниче. Повели Сане. Градоначалниче, добра ви е препораката, добра ви е коментарот. Значи, не можеме да повеќе, како што викат старите ловеници под две ловеници под една мишка. Ве разбирам, значи, ако оправдувате иницијативата, се, ако не сте во можност, не од непријателска гледна точка, веројатно, знаете ги на кој начин се подпишуваат тие меморандуми, знаете дека е тешко, пошто има со две општини и вреде воопшто го кажувате дека е тешко околу тоа. Јако добра иницијативата, оправдувате го се тоа. Дали па ние како совет, председавача на совет, да си земе како ингеренции, едноставно ние сме тука да видиме, да одлучиме што да направиме, како да направиме. У интерес, и сите сме тука у интерес на граѓаните. Ние сме тука веќе уште 3-4-5 месеца, доваѓа други луѓе за да гледаме економски просперитет на општината. Благодарам советниче. Значи и јас истото мислење го имам, значи добри се сите што ги имаме по претумување, а мислам дека ова ситуација колку се случи, ова збртимување со таа општина ќе биде најкорисно и најинтересно и за граѓаните, и за вработени, и за советници, и за сите. Значи тоа што стварно има многу наши, кажа директорот на училиштето дека 30% децата се
од македонци таму, значи ја прескарачов 20% граѓани. Може да тука некаде е бројката 20 до 30% и присутни македонци таму у таа општина. Добро, се значи да донесе еден заклучок, советниците колку сите за, мислам да се изгласа, па натаму да се има гранчанко зелено светло и ќе разговара. Кој е за? Благодарам. Воздржани, против нема. Добро. Имаме сега барања, две барања. Дали има повеќе или само две барања с тие? Еднократна парична помош за социјална загрозеност за семејства Стојан Стоиловски од Теранци. Стојанче, тоа е Стојан Бугарин, што викам го. Викам, барам да ми одобрите финансиска помош поради тоа што немам пари за основни потреби, не работам и не земам социјална помош. Значи, човек е болен нешто и два и оде, не знам што нешто има проблем, и напред додека можеше да мрда стока, чуваше нешто натамна, одеше сега, гледам го дека од некна видео го пазарот дека и два и оде. Не е многу возрастен, 64-та година е, ерѓенин, не е женет. Колку би можело да е гранчанин тука да му се нешто помогне на човеко. Макар да ние не сме социјална помош, општината, ама за овој случај стварно е загрозен. Брат му има крави, там пече сликоку и тие не ги пријавил за субвенции, ни субвенции зима, ни може да се снајде и така. Така фамилија се малку. Ја предлагам колку може да му се одобрат гранчанче. 5000 динара да му се одобрат, ако се слагат советниците, со тоа што веќе до крај на нашиот мандат нема да поднаса барање тука. Нека се снаваѓа натам, пошто му Господ да е. Дали има некој предлог околу тоа или коментар? Ја предлагам 5000 динара да му се одобре. Кој е за? Благодарам. Воздржани, против? Нема. Предмет барање за финанска помош. Јас, Радка Данилова од село Спанчево, соматичен број, се обраќам за финанска помош поради настаната финанска криза поврзана со моето лекување. Болничко лекување, значи вградувам вештачки колк. Тука, Славе, тука ли? Франческо, ти си тука? Мислам, вие сте од Спанчево, треба да вие знаете малку повеќе ситуацијата од нас. Дека живее таа жена? Таа, не знам, маши што си помена, овај што учи во фабриката, раде вчера, што можеш точно по цело време. Мислам дека е таа. Другата Милова. Кој може да види дека Славе? Ај Боби видиш ако зима пензија, она. Добро. Она живее децата си тука, едната е у странство, едната е у Скопје. Знам што како се ние, мислам, и комуникацијата дали. Значи зима пензија, таа минималната пензија е 16, сега ќе ја качат на 18.500. Со тие 2.500. Не знам сигурен дали е таа жена, затоа слава ручен. Не, тука у документите гледа деца. Деца гледа документите. Не, се уредно, не сум сигурен дали е таа жена. Да не може да
Пензија зема минимална 16, сега ќе зема 18.500 со покачувањето. Те вие сте од Спанчево, мислам, да. Добро, значи, предлагате да се одбие ова барање, така ли? Некој друг дали има коментар околу ова барање? Значи, предлагот да се одбие, има пензија 16-18.500 сега ќе земе пензија. А? Добро, значи тоа е. Барање одбиено поради што има приходи. Што има и општината не е у ситуација да... Друг некој нешто дали има допунско од советниците, допуна предлог. Сакате ли да идеме да седнеме некаде или не сте заседнали? Не е завршен, да. Не кажете што ќе се разговараме, ние ќе пренесем на градоначалникот. Ќе стави у записник ако треба. Не е проблем. Подразно. Ај. Прашањето за паушал. Веќе шести паушал според не е пуштено. Или уопшто наредна седница не се појавува. Само ќе ве молам, ако можете еден по еден да си кажете мислењето. Ајде, повели Франческо прво. А како што веќе реков, прашањето е поставено. Дали некој нешто е запознаен во врска со нашиот паушал? Бидејќи мислам дека веќе 6 паушала ни должат. Никој ништо не спомнува и спаѓа дека сме ние советниците тука само како некои макети, како некои фигури. Не изгласаме нешто, одма сите се лутат. Потражеме си го нашто, па се лутат, не знам, не ми е јасно што е проблем. Ако може некој да ми одговоре, слободно. Друг од советниците, нешто да каже, да предложи? Значи тоа е, значи... Нека се стави записник да градоначалникот да значи од сега натаму градоначалникот да земе врска секој месец по 2 паушала да исплаќа за да може да стигне онка, ќе стигнат 10 паушала со завршување на како се појдело. Од нова година само еден паушал исплатен, така ли? Само февруари. Сакам да прашам само ако може нешто. Да, повели Ние имаме одлука, ние одлука како предлог од советот, сега тоа фигурирали, вклучително ли или? Одлуката не бевме донеселе одлука да се исплаќа после платата секој паушал. Не се одлуката спроведува. Значи, ако не се спроведува одлуката, натаму ќе почне да и советниците, мислам, ја секој пат поддржувам и разговарам со сите поединично, сите сте за истото. И значи колку ќе дојде друг пат седница ќе одржиме, а што ќе се гласа, што нема се гласа и што ќе се расправа нема веза. Важно е советниците да се појават тука, па натаму ќе се види што ќе биде. Ако сакаш
Добро, бил со градоначалникот, бил со некој состанок изведувачи некој. Добро. Значи добро, дали некој има нешто друг предлог, прашање, барање? Нема. Значи за затварање на 49-та седница и се видиме другиот месец.